на овој месец октомври потребна е секој пат поголема и подобра информираност на темата која што ја споделивме. Розовиот октомври, сите го знаеме, сме се поистоветиле и многумина сме биле дел од овие активности и работилници. Еве ќе потсетам дека во овој месец низ целиот свет се случуваат многу наставни манифестации, еве гледате и илустрации исто и кај нас. Капитални згради се осветлуваат во розова боја, се организираат маратони некаде, концерти и едукативни работилници, така натаму. Вели сето тоа е со цел да се постигне подобра информираност и подобра инфраструктура за заболувањето, не да се соберат повеќе средства во фондот за истражување на болеста за карцином на дојка и да им се даде поддршка на сите кои што се соочиле со истата. Иако карциномот на дојка најчесто се сретнува и кај жените, во помалку од 1% ги засега и припадниците на машката популација во светот. Го боиме и ние овој розов октомври, секако во студиото на Телма телевизија во 8 октомври. Се разбира, ги представуваме нашите гостинки, со кои што ќе имаме еден убав разговор, преку кој ќе дадеме и нашата поддршка во овој розов октомври во меѓународниот месец за подигнување на свеста за ракот на дојка, а меѓу другото ќе најавиме една трибина која што ќе се случува утре, има одлично мото, вирба не страв, па и за муките на вирбата и за она кое што веројатно е меѓу другото клучно кога станува збор за соочување со оваа подмолна болест, за жал и честа како кај нас така и глобално. Наши соговорнички денеска се Светлана Караѓузова и Тања Поленак. Инаку тие ни доаѓаат од Inner Wheel Club Скопје Европеа. Светлана е Европеа, Светлана е председател, Тања е член, па добро утро и добро ни дојдовте во нашата студија. Добро најдовме. Мило, ние што ќе имаме можност преку утринска на Телма да и ние бидеме дел од нели одбележување или дел од сите оние активности кои што се во склоп на месец октомври, рековме познат по што розов октомври, да се даде поддршка за сите оние кои што се соочуваат со ракот на дојка, најчесто жени, рековме, бидејќи тоа е и женска болест, а се разбира и се повеќе подигнување на свеста кога е во прашање оваа болест. Докторите едуцираат, советуваат, препорачуваат како и на кој начин треба да изгледаат и прегледите и само прегледите и што е важно во однос и на превенцијата, кога зборуваме и за начинот на живот. Но ние ќе се осврнеме тука за еве на почеток со Светлана во однос на розовиот октомври, за тоа што значи розовата боја и од времето кога или од датумот кога е воспоставен нели за одбележување на овој месец, но и се разбира за работата на самиот клуб, па ајде со ред. Па сега розов октомври затоа што розова е нели женска боја. Цел месец се одбележува, се прават како што кажавте кампањи, трки, трибини. Баш се создава една розова инфраструктура низ светот. Да се испрати порака за свесноста за болеста која е број 1 во канцерските болести кај жените, а број 2 на светско ниво, број 2 воопшто од сите канцери што ги напаѓаат луѓето. Прво е канцер на плуќа, а второ е канцерот на дојка. Да се подигне свеста за тоа дека кога жените ќе напипаат некаква грудка, прво да не се дигаат паники, дека не е тоа секој пат карцином, дека други белези има кои упатуваат на карцином. Повеќе од 22 милиона жени, најголем 99, нешто жени се заболени во последната статистика постои во 2022 година и една многу чудна статистика има дека најголемиот број на жени што се заболени се во Франција. Вистина, како географско подрачје? Да, како географско подрачје, меѓутоа најголем, да речеме, смртни исходи има во Нигерија. Што зборува дека веројатно таму и не се заболуваат многу жени заради културата, заради поднебието, заради храната, така е. Меѓутоа, приодот до лекарската помош, до навременото откривање на болеста е веројатно на многу пониско ниво. Франција спомнавте како земја, па веројатно се поставува логично како подпрашање дали понатаму постојат истражувања зошто е најголемата бројка на дијагностицирани таму? Па веројатно сигурно постојат истражувања, тоа се не можам да кажам и да тврдам, ова го читав како статистика. Меѓутоа, еве, значи европска земја во која се луѓето учени, информирани,
а процентот на заболени е најголем. Над 30 години најдов на информација дека се одбележуваат всушност вакви розови месеци на октомври, а апропо на што го споминавте, најдов информација дека околу 90% од грутките кои што ги споминавте, кои што ги напипуваат жените се и нереални грутки. Затоа нели само треба да се направат и диагнози поточно. Мора, затоа што постојат и други промена на бојата на кожата, промена на брадавките, промена исцедоци, се да не стручно медицински да не се мешаме во тие се некои можеби диагнози, така. Да не се мешаме во тоа. Меѓутоа, тоа се еден куп белези на кои треба да ги алармираат жените дека нешто не е во ред и дека треба да побараат лекарска помош. И од месечиња од 1989 до денеска за 39%, што не е воопшто мала бројка, е намалена смртноста. Јас се надевам поради раната превенција и диагноза која што се дава. Да, јас се надевам дека овие сите кампањи, овој розов октомври ги тера жените, чека да се прегледам, затоа што постои нападствие дека жените треба секој месец да се прегледуваат после менструалниот циклус, кога се најмеки градите, кога може да се напипа со хормоните се е во ред, односно се смирени. Кој тоа го прави? Како го прави? Ако не го прави, треба да почне да го прави. Посебно што границата на жени заболени од карцином се паѓа многу. Значи се доаѓа и да девојчиња кои се во средно образование и треба по-старски кажано очи отварање, да се води сметка затоа што карциномот на дојка е излечива болест. Ако се открие на време од 10 идентификувани карциноми, 9 се излечени. Само еден завршува со смртен исход. Голем процент кои што се лечат. И од тука се гледа важноста на едукацијата, кога се во прашање, значи, и оние информации за и на кој начин во однос на симптоматологија, што би можело да се препознае, но и на, како велиме, рано реагирање, за да може да се лекува и да нема, за жал, фатални исходи. И добра е веста, особено утешителна за оние кои што можеби и за жал се соочуваат со тоа дека не станува збор за неизлечива болест, секако стравот е тука неизбежен и веројатно најмногу преовладува во тие периоди на таква диагноза, но со повторно едукација, со сите оние статистики кои што постојат неизлечени пациенти, пациентки, веројатно и желбата и надежта си постојат. Стравот е немерлив и кога ќе одите на обична контрола, редовна, вие со језакот, значи ви долазат трпки дека го добиете резултатот, дали е позитивен, дали е негативен, дали има нешто. Веројатно соочување со реалноста и соочување со реалноста и не е апсолутно пријатно. Меѓутоа постои еден друг аспект од целата приказна, затоа што ние сите, ако не ние лично, имаме некој во фамилијата што ја поминал приказната. Меѓутоа ние на оваа трибина утре вечер што ќе правиме, освен хирург кој е директно поврзан со лекување, ќе ни бидат гости и патолог, оној што гледа низ стакленица и што пишува да, не. Налозите да, ќе имаме докторка онколог која ќе раскаже што се случува на онколошките третмани и што сум ја посебно среќна, ќе имаме и психијатар, затоа што драмата што се случува тоа треба да се преживее и заболената жена и семејството нејзино, заради тоа што се сите во истата приказна. И подеднакво важен момент како лекувањето, или физичкото, така и многу битен момент. Велат за секоја болест не е соочување само на пациентот во случајот, туку е и болест за целото семејство, бидејќи сите емотивно и психолошки се соочуваат со за жал вистината и реалноста. Ја сминавме трибината, кој што ќе се случува утре, ќе се осврнеме малку на трибината, па потоа ќе се вратиме и на некои останати клучни прашања кога зборуваме за подигнување на свеста за ракот на дојка. Утре трибината е исто со мотото, како што рековме, верба не страв, и тоа доволно кажува, нели, на кој начин и зашто и психолошки кога зборуваме на што треба да се работи, но истовремено оваа трибина е насочена за едукација, за она што го кажуваат стручните лица, за она што го кажуваат различните искуства на преживеани пациенти и сето тоа со една порака која што го одбележува Розов октомври. Еве, ние за прв пат во нашиот клуб се вклучуваме во оваа активност која што
нели во месецот октомври да го одбележиме и овој ден како активност на клубот за подигнување на свеста, дека со рана превенција, со рани прегледи, со рани реакции можеме да ја победиме оваа болест. Така што да се осврнеме од тоа што го правиме ние како клуб на тема подигнување на свеста. Имаме повеќе вакви активности, не само за карциномот на дојка. Да, споменате Алцхаймер и други заболувања. Да, сме имале лани за Алцхаймер правевме. Поводот е у суштина меѓународен ден на толеранција, кој што е во ноември и е на 16 ноември секоја година. Меѓународен ден на толеранција е заради тоа што Обединети нации го имаат прогласено како меѓународен ден кој што се одбележува на некој начин во светот. Па така да по тој повод, како што спомнав лани, имавме за Алцхаймер, исто така беше насочен кон тоа да некако се олесни на околината, на пациентите кои што се заболени од таа болест, да, на околината пред се на семејството, да се преброди едноставно таа... Полесно процесот може би, така. Да. Понатака, исто така сме имале теми за булинг, за говор на омраз, за толеранција помеѓу професии, полови и така натака. Така што оваа година решивме фокусот е на малце и порано, ете, во октомври да ја одбележиме и оваа тема, со цел да се подигне свеста, нели, да се допре до луѓето. Така, да ги кажем оние главни податоци каде и во колку часот ќе биде трибината, и дел од оваа трибина, како што рековте, има професори, доктори кои што ќе се обратат, но има и краткометражен документарен филм. Приказната на Анита е насловен филмот, да, веројатно се работи за некоја таква приказна. Вистинска приказна? Со среќен крај. Среќен крај. На почетокот изгледа многу драматично, баш вака да се вознемири човек, затоа што се работи за една млада жена, меѓутоа таа со таква една верба, со таква една поддршка од семејство, од мајката и од вереникот нејзин во моментот, тргнува во целата приказна и вие во таква болест го менувате целиот концепт за животот. Значи се изместува системот на вредности. Други вредности, да. Нешто што е било важно, приоритети поинакви, точно тотално неважно, а него стануваат други посуштински животни работи важни. Да, она кое што веројатно како искуство го кажуваат пациентките кои дошле во, како велиме, допир со оваа болест и храбро ја поминале, иако тие секоја посебно ние имаме и наши такви примери кои што сме ги гледали во можеби минатото, односно сме ги слушале за тоа како секоја на свој начин се бори, но на крај повторно завршува среќно таа приказна или како велиме успешно. Но вие во вашиот клуб, веројатно и во организација на ваква трибина се соочувате со такви пациентки кои ви споделуваат со вас искуствата и кои што е добро да се слушнат при тоа на повторно на вакви трибини, кои верувам дека имаат еден посебен ефект кон оние кои можеби моментално нели се соочуваат со тоа и во однос на, како велиме, подигнување на свеста. Вашиот и личен впечаток и во комуникација и нели да речеме соработка на еден ваков начин со нив. Па ние имаме една наша членка која ми е случајно и внука од брат, која минатата година одбележа 2 години од или оваа година 2 години од дијагностицирањето, од оперирањето, од целиот онколошки третман. И таа е помлада сериозно од мене, пошто сме ли јас и тетка, меѓутоа таа е за мене мојот херој. Прво, како е преброде болеста, со дигната глава, она си ја знае нејзината, ние само делом ќе знаеме. За тоа треба многу енергија. Меѓутоа, поуките што ги извлече од целата таа приказна,
пораката што што ќе испрати за мене, на пример, она беше најголемата мотивација да седнеме и да размислуваме за психијатар во приказната, затоа што покрај ранливоста на телото, најранета ви е душата во тој Како не? И момент. затоа вело дека најчесто нели болеста знае да се излечи, да се преброди, може би холистички пристап да има, Така. нели енергетски да се подигнеме и може да можеме малку и поинаку да ги надминеме Но и препреките. истражувањата, ако одиме Иstraživanja. подлабоко, вела дека и самиот, да речеме, можеби фактор е и Психолошкиот момент. психичката состојба. Сигурно. Да. Од главата ни е и болеста и оздравувањето. Да, исто. Сигурно. Оно што ми се допаѓа што го споменавте за трибината, работилницата утре вечер во Хотел Парк, претпоставам само дека е од отворен карактер, Да, така, да. значи ги каниме сите оние кои што Да. имаат свој интерес, има начин како И сакаат. вас ве каниме. Со задоволство. Благодариме. Начинот за да се биде на работилницата трибината каде што ќе имаат ете излагања вакви фантастични луѓе од медицината. Луѓе од медицината, Како може но да го и- пријават својот учество, има или баш отворен Не, карактер. Се отворено доаѓаме е, и тоа се тоа. дојде, да. Кој сака може Одлично. да Кој сака дојде, може да. да дојде. Ми се допаѓа дека наративот, она што баш како што и го носи насловот оваа трибина, верба не страв, носи баш како што кажавте Светлана и вие, дека од 10 9 се излекуваат. Точно. И практично мислам дека ова која што ќе биде трибина со овие медицински лица, тројца како што кажавте, психијатар, Не. онколог, така ако не Психијатар, онколог, хирург, пластичен хирург. Значи многу И повеќе. пластичен хирург. Ќе има некаква Да, катарза со публиката и мислам дека Да, баш да, ќе се да, стимулира. да, Тоа да, е да. тоа е Ќе убаво. има, ќе слушнеме, мислам дека и искуства, И искуства, од пациенти. да. Прашања што има да постават некој ако има и знаете, ако има некое прашање што не се осмелил до сега да го праша, па може би таму во Соодветно група ќе ќе ви биде. биде полесно да прашате. Затоа што секој со Дозволени својата се експертиза ќе си даде, ќе Така си е. изјасни. Организирајќи на ваква трибина, бидејќи рековме дека вие сте клуб кој што постои од 2016 година и на различни теми организира трибини и нели се вложува во истото за да на секој начин се подигне тоа ниво на свест, но организирајќи оваа трибина, исто можеме да споменеме колку вие лично сметате дека од година во година луѓето некако се отвораат за едуцирање на оваа тема или на овие теми кога се различни болести во прашање, бидејќи ајде да речеме во минатото можеби се вртеше глава од страф внатрешен, но тоа дека не сакаме да слушаме лоши вести, Како да ги лоши избегнуваме, судбини. можеби, да. Да, колку од година во година сме отворени, па и ние како општество, ако не се споредуваме глобално, нели, за да ете така едноставно ги слушаме тие нечии приказни кои што носат апсолутна порака и кои што кажуваат дека работите може да се сменат, дека ако имаме лошо сценарио со верба и со упорност, веројатно Може да се Да го надмине. решиме, да. да. Па вие видовте дека пред колку години ваши колешки ми се чини се слика кои се оперирани од карцином на дојка, без дојки, кои се слика и излезе сликата јавно. Имаше едно време и билборд еден на кој Се сеќавам, беше дека така е. не треба да вртиме глава, дека тоа не е ништо страшно. Затоа имаме и психијатар и овој пластичен хирург да каже што се може, како да се соочиме со губитокот на И постоперативно со женственоста, тој на обележјето на тоа дека сме жени и така, меѓутоа се отвараме и ако мислам дека луѓето од околината што рековте бегаат од реалноста. негативни приказни. Никој не сака да седи и да слуша ова ми беше, вака ми беше, тоа Да. ми правеа, ваков беше онколошкиот третман, многу повраќав, се онесвестував. Тоа доведува до дополнително апокалиптично сценарио кај некого кој што се случи и тешко го поднесуваме тоа. Тешко го кога- поднесувате. Знаете што, јас не можам да кажам дека можам сечија приказна да ја слушам, Да се затоа и слуша, да. тука е Тенка е границата, така. тенка е границата, прашање на тоа на домашно воспитание, веројатно, не знам на што се должи, ама мислам дека одиме напред. Со Да. самото тоа што Да, веќе да, да. отворено зборуваат. Така е. И со социјални мрежи, Да. и со Да, да, се случува една подостапно инклузија е, и експанзија на тоа. Повеќе е присутно со кампањи, со Затоа и овој Да. Розев октомври постои. така е, така е. Статистики или бројки. Зад камерите ми кажате дека отприлика бројката на жени дами кои што Во 2022-та последната Истражување? статистика ја најдов преку 22 396.022 милиона, од кои се преку 99% жени, многу малце мажи.
Прочитав еден многу интересен податок, затоа што кога ве спрашуваа таму кога имате таков проблем, ве прашува дали во семејството има некоја карцином тојка, мајка, сестра, она, сега некаква сфатив историја. дека и татко или брат, ако го имал истиот проблем, може да генетски да се наследи тој ген на болеста. Значи, И не генетиката е само како наследно. важен фактор. И не е само Значи, наследно. генетска предиспозиција сепак постои, нели, за... Постои, меѓутоа не ама мора тоа да е- значи. Да, тоа е еден дел. Тоа е еден дел од Не е меката. само наследно. Многу други фактори плюс Комплексно, има. да. За фактурите, како и за многу други важни и значајни информации кога станува збор за едукацијата, кога е канцерна дојка во прашање ќе слушнат сите присутни утре на Утре. вашата трибина, верба не страф и верувам дека само така со верба и со едукација ќе помогнеме сите заедно и за оние кои што се соочуваат и за превенцијата кога зборуваме, но и за рано препознавање на симптоматологијата и ранна реакција. Ви благодариме што бевте наши гостинки ова утро и што можевме да позборуваме на оваа тема. Споменавме ноември, не чека нешто друго, нешто Така е. ново и во ноември веројатно ќе биде нашата следна средба каде што ќе може да го најавиме тоа кој што го правите. Оке, се надеваме и ние. Одлично. Благодариме. Благодариме. Фала многу и вам. Уште една најава, значи, верба не страф трибина која што е организирана утре вечер во Хотел Парк. Сите добредојдни во 19 часот. Сала Нью Йорк. Сала Нью Йорк.